Телеграм ја затвори јавна соба, но оваа група не е единствена, каде што биле споделувани експлицитни фотографии и видеоматеријали од македонски девојки, добар дел од нив и малолетни. Фотографии, видеа со идентитет и без идентитет осамнувале во уште најмалку 3 групи посветени на македонки, една од нив и позната водителка, како и останати јавни личности. Групите беа на сајтот volafile.org, но тие биле деактивирани. Еднат како според нашите информации, еден полицаец ја препознал својата сопруга. Volafile е светски познат сајт, каде во чет не можете да влезете доколку не добиете линк од некој кој веќе е дел од групата. Тематиката е ширење на експлицитен материјал, најчесто од девојки, покрај македонски така наречени соби. Таму има уште многу групи од различни држави. Дел брзо се деактивираат, но има и такви кои доста долго време обстојуваат. Една од тие која се уште е активна е и собата каде се објавуваат фотографии од девојки од просторите на поранешна Југославија, за која е потребен пасворд да влезете. Дел од познавачите изразуваат сомнеш дека ваквите групи се користат за регрутација за трговија со девојки. Сепак фотографии во овие групи објавуваат и млади деца, чие размислување сигурно не оди во таа насока. Се поставува прашањето зошто нашето општество е доведено во ваква ситуација. Од невладината хера вината ја бараат на повеќе места, како што се погрешни системски решенија и лошиот образовен систем во државата. Ако барате виновници, не ги барате кај младите. Нивните однесувања се резултат, односно последица на лоши системски решенија, образовен систем и игнорантноста на возрастните за нивните проблеми. За жал, насилството ниту започна, ниту пак ќе заврши со постоењето на оваа група. Сведоци сме на секојдневни инциденти и различни форми на насилство кај младите, кои им оставаат траги за цел живот и им влијаат на нивниот психофизички развој. Ова е само уште еден знак дека подитно треба задолжително воведување на сеопфатно сексуално образование. За разлика од Телеграм, идентитетот на кој направил или дел од групата на Volafile е многу потешко да се дознае, бидејќи за се биде таму не се бара никаква регистрација. За јавна соба веќе се знае дека покрај млади имало лица во поодминати години, додека за Volafile можеме само да предпоставуваме. Исто меѓу нив две е што и таму завршуваа материјали кои сериозно може да го нарушат психичкото здравје на девојките кои се нашле во групите. Ана Битулјану од првата детска амбасада во светот медјаши во разговор за Алфа ги повикува сите девојки кои се нашле во ваква состојба да побараат стручна помош. Вели последиците може да бидат доста негативни. Да побараат стручна подршка и помош. Начините на влијание може да бидат од повлекување во себе до потполно на некој начин негативна изложеност кај децата, така што не би требало воопшто да биде занемарливо. Истовремено не препорачуваме ниту криење, ниту повлекување, туку на неизвестен начин без обиди за стигматизација, справување со ова што се случува. Исто како и во јавна соба, според нашите информации, и во групите на Volafile биле објавени голем број фотографии и видеа со експлицитна содржина од македонски девојки. Разликата меѓу двете платформи е во тоа што групите на Volafile имале многу пократок рок, за разлика од она на Telegram, во кој имаше и многу повеќе членови, чии број од ден во ден се намалуваше откако истата стана позната во јавноста.